Министерството за земеделство обезбедува 193 милиони евра за поддршка на земеделците во текот на наредната година. Тоа представува зголемување за дополнителни 45 милиони евра во споредба со годинава, а со новите законски одредби ќе се промени и начинот на исплата на субвенциите. Целта е да се обезбеди сигурност, стабилност и основа за развој на земеделството во наредниот период, истакна министерот за земеделство Лјупчо Николовски, презентирајќи ги измените што се воведуваат. Имаме целосна годишна програма за исплата на сите обврски по цела програма, таа е стандардно од над 6 милиарди денари, и имаме 1,5 милиарда денари за да ја почнеме реформата, односно да ги исплатиме дополнително и 30% авансни субвенции. 2023 година ќе биде година во која што сите ќе добијат и целосна исплата од програмата 2022 навремено, по точек календар, заради тоа што целиот буџет од старт е обезбеден, и плюс ќе добијат 30% авансна субвенција до крајот на годината, но и можност да користат било која програма. Вистинските земјоделци, оние кои што се регистрирани по Законот за вршење на земјоделска дејност и по Законот за пензиско и инвалидско осигурување и кои што не се вработени во администрација, кои што немаат друго работно место или друга позиција, кои што екзистираат од земјоделството, преку програмата за рурален развој оваа година може да добија 10.000 неповратни средства во било кој момент со нивната апликација за бизнис план, за опрема, механизација за тоа што нив им е потребна. Според министерот Николовски, средствата за исплата на субвенциите и за реализација на реформите во земјоделското производство ќе се префрлат во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Таму ќе има и најголемо зголемување на поддршката. Независниот синдикат на полицијата организираше протест пред одделението за внатрешни работи во Кочани поради суспендирањето на 4 полициски службеници. Од собирот пред полициската станица во Кочани беше упатено барање до началникот на одделението за внатрешни работи, како и до Министерството за внатрешни работи, да ги преиспитаат причините за изречените казни и поднесените кривични пријави против полицајците. Тие се обвинети за злоупотреба на службената должност и овластувањата. Ние сме само представници на синдикатот. Ние ова работа денеска што истакнуваме во знак на поддршка на вработените во полицијата кои добиле суспензии и имаат кривични пријави. Е нешто за кое треба да ги прашате тие што ги поднале кривичните пријави. Значи, ја не сакам да коментирам и да говорам за нешто што нешто не го знам. Меѓутоа за таква работа ќе ги прашате, претпоставам дека министерот за внатрешни работи и неговиот правен тим, не морам министерот. Неговиот правен тим да го прашате и вие као медиуми мора да ја запознаете јавноста што се случува во делот на овој проблем. Да добијат 4 решенија за суспензија неосновано, без да се помине процедурата и постапка која е предвидена во Министерството за внатрешни работи, без согласност на одредени лица кои требале да ги поминат сите овие, да речеме, насоки кои ги дал началникот на ОВР Кочани, дајте да ја видиме работа, многу сериозно е да 4 особи заминуваат. Чизмите што се пред мене се чизми кои веќе ги фрлаат полицајците, ги фрлаат, заминуваат што подалеку, не од Македонија, од Балканот. Заминуваат, бегаат, не сакаат, дури и пасошите ги кинат. Од Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, во чиј состав е и независниот синдикат на полицијата, повикаа да прекинат неоснованите суспендирања од работа, како што се во Кочани, Битола, Тетово и другите градови. Ние апелираме да се спушти топката, спремни сме за разговори, преговори. Доколку некој не сака да го слуша нашиот глас на сите независни синдикати, зборам веќе во името на граѓаните секој ден ни се јавуваат. Ова состојба е неиздржлива. Тога стварно ќе го повикаме да дојде народот да стане и после да видиме кој како ќе заврши. Крајно е сериозно, не можеме веќе да си ги прераниме фамилиите. И некој на оваа криза, сите викаме криза, да ги бркаат овие луѓе што животот се спремни да го дадат за државата, за било што. Тоа е веќе неиздржливо и ние веќе, еве јавно кажувам, нема да молчиме. Подршка на протестот дадоа и представници на полицискиот синдикат на Република Србија, кој е дел од Балканската полициска унија. Исто така имаше и представници од шумската, судската и затворската полиција, како и од специјалните полициски единици и пензионирани полициски службеници.
Во деновите од викендот, општина Кочани реализираше отворени денови со граѓаните во рамки на подготовките на буџетот за 2023 година. На директни средби со представници од општинската администрација, граѓаните имаа можност да предложат своји идеи, проекти и активности од различни сфери, а што би можеле да се реализираат во текот на наредниот 12-месечен период. Главно, предлозите се однесуваа на прашања од областа на инфраструктурата и комуналното уредување, но имаше и предлози за унапредување на културата, спортот и другите сфери од општественото живење. Доаѓаат предлози кои се вклупуваат во нашите развојни програми кои за жал не поминаа на седницата на Советот на општина Кочани. Сега даваме нова можност да се отвори поширока расправа. Доаѓаат идеи кои се иновативни и нови и за нас. Ке направиме обид, ако согласно буџетските можности за 23-та можеме да ги вклопиме да почнеме со нивна реализација, ако не, ќе ги земеме во предвид во реализацијата на буџетите за следната година. Ова можност е убава прилика да ги слушнеме граѓаните и тие да го дадат својот допринос во креирањето на буџетот и ќе го креираме и ќе го повторуваме како пракса и понатаму. Отворени денови за средби со граѓаните, на кои што тие повторно ќе може да дадат своји предлози за оформување на буџетот за наредната година, ќе се одржат и на 10 и 11 декември во периодот од 11 до 14 часот во салата за состаноци во општина Кочани. Во рамки на подготовката на буџетот за наредната година, општина Зрновци организираше јавна трибина со граѓаните, на која тие даваа своји предлози за проекти и потреби на заедницата, а што би можеле да се реализираат со општински средства. Присутните изнесоа своји видувања за решавање на одделни проблеми, а од локалната самоуправа нагласија дека сите ќе бидат евидентирани и според можностите ќе се настојува да се реализираат. Општина Зрновци важи за транспарентна и отворена општина. Ние во 2023 ќе започнеме со веќе обезбедени средства за изградба на канали за наводнување и каскади на река Зрновка во висина од 9 милиони и 500 илјади денари. Реализација на проект кој што ќе реши долгогодишни проблеми, можеби и повеќе деценински на земјоделците во општина Зрновци. Денес ги слушнавме и предлозите и идеите од страна на повеќе групи на граѓани во општина Зрновци, како од страна на младите, така од страна на наставниот кадар. Ние ќе се потрудиме заедно со Советот во донесување на програмите за работа да предвидиме и средства за реализација на сите предлози што беа дадени, вклучувајќи и изготвување на проект за комплетно реновирање и реставрација на спортското фудбалско игралиште кое се наоѓа во село Зрновци. Паралелно на тоа ќе биде изградена во проект ќе биде вметнета и изградба на спортска куќа во која што ќе бидат предвидени повеќе простори за одржување на спортски дисциплини и надпревари. На трибината во Зрновци присуствуваше и пратеникот на ВМРО ДПМНЕ Никола Мицевски, кој истакна дека иако е мала општина и со ограничен буџет, сепак во Зрновци се реализирани важни проекти. Зрновци мала општина која што има одреден лимитиран буџет, меѓутоа вака со транспарентно презентирање на реализираните проекти и она што е планирано за наредната година, а секој со идеи на граѓаните кои што беа во голем број денеска присутни тука, се надевам дека ќе успеат да се реализират приоритетните проекти кои што се потребни за граѓаните на општина Зрновци. Градоначалникот е тука, локалниот совет е присутен, советниците и граѓаните подискутиравме за многу теми. Заклучокот е дека во изминатиот период се реализира одредени проекти, меѓутоа во наредниот период треба да се посвети внимание и на други проекти, секако со поддршка на централната власт. Во проектите што општина Зрновци ги планира за наредната година беа споменати и уредување на коритото на реката Зрновка со проширување на плоштадот Свети Димитрија, изготвување проект за изградба на капела на дом за стари лица, изградба на сообраќајна структура, како и проекти наменети за спортување и забава на младите. Во Центарот за култура Бели Мугри е отворена ликовна изложба на тема архитектура на учениците од училиштето за цртање и сликање, кое работи во состав на институцијата. Во фоеето на Центарот представени се 30 цртежи работени со молив и графика,
главно инспирирани од старата македонска архитектура, но и лични визии на учениците за објекти во просторот. На сите нив се прикажани формата и перспективата на објектите, што учениците одлично ги совладале. Со оваа изложба, училиштето за цртање и сликање ја одбележува 10 годишнината од своето постоење и успешно работење. Можеме со гордост да застанеме и да кажеме дека во изминативе години се работеше напорно, излегоа многу ученици со големи успеси кои редат и некои веќе се професионално реализираат. Значи во оваа професија приватно, тоест и професионално се реализираат, кои како архитекти, кои како ликовни уметници, некои веќе завршија и академија, некои се веќе на академија, ликовна академија, значи дали тоа ќе е графика, архитектура, претежно се ученици кои што продолжија на архитектура да учат, некои се професори, значи говори за еден успех на училиштето и на мое драго задоволство еве во иднина ќе не представуваат и ќе се гордееме на некој начин. На вистина е гордост кога еден професор ќе слушне за одреден ученик дека постигнал одреден успех, дека дошол на некој врв со својата кариера и во иднина гради успешна кариера. Во изминатата деценија, училиштето за цртање и сликање го посетувале над 100 ученици. Од пред 2 години неговото работење финансиски е поддржано и од Министерството за култура. Со изложбата Архитектура се заокружува и годишната програма за ликовна дејност на Центарот за култура Бели Мугри. На 50 годишна возраст ненадено почина поранешниот пратеник Сашко Костов од Кочани. Од општата болница со проширена дејност за Канал 8 потврдија дека околу 10 часот и 30 минути тој бил донесен во критична здравствена состојба, откако претходно доживеал срцев удар додека бил на судско рочиште во Основниот суд во Кочани. Костов беше пратеник од редовите на СДСМ во пратеничкиот состав на Македонското собрание во периодот од 2016 до 2020 година. Сашко Костов е магистер на правни науки, а по завршувањето на пратеничкиот мандат работеше како адвокат. Беше татко на 3 малолетни деца. Филип Стојанов, член на карате клубот Партизан од Кочани, обезбеди учество на Европското карате првенство, што во февруари ќе се одржи во Ларнака на Кипар. На изборното плей-оф првенство, што викендов се одржа во Скопје, тој го освои првото место во кадетска конкуренција во категоријата до 70 килограми. Со тоа се стекна со право да ја представува македонската репрезентација на надпреварот со најдобрите европски карате селекции. На плей-оф надпреварот во Скопје нашиот клуб го представуваа и Мартина Шахинова во категоријата до 68 килограми, како и Ангел Стојанов во категоријата до 75 килограми. И двајцата настапија во конкуренција U21, но имаа по 2 победи и 1 пораз и на крајот завршија како второ пласирани. Во првенството на втората фудбалска лига викендов се одигра 14-тото коло, во кое Виничка Слога 1934 доживеа нов пораз од 2:0 на гостувањето против Охрид Лихнидос. Домакините, кои се во горниот дел на табелата, не дозволиле изненадување, а надпреварот го решили уште во првото полувреме. Головите за Охриѓани ги постигнале Митревски во 37-та и Костовски во 43-та минута. Со поразот Слога останува на досегашните 10 бода и на 14-та позиција на табелата, пред Тетекс кој има 7 и Борец кој е без бодови. Во следното коло на домашен терен Виничкиот второлегаш го очекува уште еден тежок надпревар против тимот на Детонит Плачковица од Радовиш, кој сезонова игра солидно и во моментот е петопласиран. Во првата фудбалска лига во женска конкуренција пак ништо ново што се однесува до женскиот фудбалски клуб Кочани. Нашата екипа доживеа нов катастрофален пораз на гостувањето во Струмица против Тиверија. При тоа прими 11, а постигна само 1 гол. Со досега освоените 2 бода, женскиот фудбалски прволигаш од Кочани останува на предпоследното место на табелата. Во следното коло, нашите девојчиња ги очекува гостување против АС Юнајтед во Струга.